Нова, амбициозна програма за располагање со државното градежно земјиште подготви општина Кочани за 2016 година. Иако се уште е рано да се направи сумирање како протече реализацијата на програмата за оваа година, локалната самоуправа очекува позитивен ефект и во планот за продажба за догодина вметна над 570 парцели. Со тоа, општината и понатаму е прва во источниот регион според понудата на плацеви за изградба на објекти со различна намена. Уште поамбициозни изгледаат очекувањата за финансискиот резултат што би се остварил доколку програмата целосно се реализира, односно ако се продаде сето градежно земјиште. По оваа ставка би требало да бидат наплатени околу 68 милиони денари, што е за околу 5 милиони повеќе во однос на планирањата за оваа година. Најголем број, односно 350 од планираните парцели што се ставени во програмата за продажба, се наменети за објекти за индивидуално домување. Тие се лоцирани на повеќе улици во Кочани, а 21 е во Оризари и 4 во Тракање. Зголемување на бројот на парцелите што ќе им се понудат на заинтересираните купувачи има и кај оние што се наменети за изградба на викенд куќи на Осогово. На располагање се планира да се стават вкупно 115 плаца, што е за 60 повеќе од лани. За лесна индустрија во програмата се предвидени 86 парцели, од кои повеќето се во близина на зоната лесна индустрија, а 1/3 и на просторот што го користеше поранешната фабрика за хартија. Остатокот од парцелите што ги планира општината ќе бидат наменети за објекти за комерцијална дејност, за сместувачки капацитети на Осогово, како и за изградба на старски дом во Кочани. Искуството од минатите години покажува дека планираната програма за продажба на градежното земјиште не може во целост да се исполни, па од општинската администрација калкулираат со нејзина реализација од околу 40%. Тоа значи дека се очекува да се остварат приходи од околу 27 милиони денари, од кои 20% или 5,5 милиони треба да ја припаднат на државата, а над 4 милиони денари да се потрошат за реализација на програмата за располагање со државното градежно земјиште. Остатокот од парите, во висина од околу 18 милиони денари, треба да влезат на приходната страна од општинскиот буџет.